Кратки најави за денес. Американските санкции за руската нафта нема да ги влошат нашите прогнози за инфлацијата, уверува гувернерот на Народна банка. Од денеска времен режим на сообраќај на делниците Извор Врбјани и Ботум Климештани. Хуманитарна промоција на стихозбирката Мали нешта за големи дела на поетесата Елизабета Трајчевска-Ѓоршевска. Основните училишта во Струга се снабдени со нафта за грејење. Уште 5 минути апсени за спектакуларниот грабеж во Лувар. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска по студеното утро во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди со зголемување на облачноста во попладневните часови. Максималната дневна температура се искачи до 14 степени. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе преовладува умерено облачно и студено време. Во петок во западна и северозападна Европа обилни врнежи проследени со засилен ветар. Поголемиот дел од централна и западна Европа ќе биде во нестабилна зона со фронтални системи предизвикувајќи врнежи од дожд од Франција до Скандинавија. На југоисточна Европа и источен Медитеран ќе преовладува претежно сончево, суво и стабилно време. На Балканот утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Локално во северните како и во јужните предели со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 23 степени. Во Македонија во петок претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 7 степени, додека пак максималните утре ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во петок по студеното утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во сабота и недела по студеното утро со утренска температура од 5 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневна температура до 17 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови зголемување на облачноста која што во вечерните часови ќе услови слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења.
како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Народната банка очекува трендот на намалување на инфлацијата забележан последните месеци да продолжи и до крајот на годинава и инфлацијата да не биде поголема од 4%. Таргетот на наредната година е да се симне на 3 и под 3%, во рамки на инфлацијата забележана во Европската Унија. По американските санкции за руските енергетски гиганти, цените на нафтата и гасот забележаа скок. Ова предизвика стравување дали треба да се очекуваат нови повисоки цени на сите други продукти и дополнително подгревање на инфлацијата. Гувернерот на Народна банка Трајко Славески смета дека ценовните потреси настануваат секогаш кога станува збор за санкции за руската нафта, но дека потоа ситуацијата се стабилизира. Има други производители кои што имаат капацитети да ги дополнат во светската понуда и понудата во регионот, оние количества на нафта кои што можеби нема да бидат испорачани од овој извор од Русија. Така што мислам не очекувам во наредните месеци некој поголем овој шок, очекуваме, тоа се нашите прогнози, проекции во Народна банка, оној тренд кој што е забележан последните неколку месеци на намалување на инфлацијата да продолжи понатаму и до крајот на годината да забележиме инфлација пониска од 4%. Славески потенцира дека Народна банка се држи за своите проекции и проекциите на меѓународните финансиски институции. Посочи дека Меѓународниот монетарен фонд предвидува просечната инфлација за оваа година да биде 4%, но додаде дека лично очекува таа да биде за 0,1 или 0,2% поени пониска. Посочи дека Народна банка работи на тоа и го посакува поради вкупната поставеност на монетарната политика и режимот на девизен курс за да се задржи стабилна вредност на денарот. Мора да имаме ниски стапки на инфлација и да не доаѓаме до ситуација да на некој начин нарушуваме конкурентноста на македонската економија преку повисоки стапки на инфлација од оние што се во еврозоната, за која што е врзана нашата национална валута. Таргетот на Народна банка за наредната година е инфлацијата да се симне и под 3% во оние граници од пред пандемијата во рамки на инфлацијата забележана во Европската Унија.
Од денеска времен режим на сообраќај на делниците Извор Врбјани и Ботун Климештани. Од денеска започнуваат градежните активности за рехабилитација на државниот пат А2, делница Извор Врбјани и рехабилитација на државниот пат А2, делница Ботун Климештани, каде согласно издаденото одобрение од Министерството за транспорт се воведува временска измена на режим на сообраќај, информираат од компанијата Гранит АД Скопје. Согласно одобрението од Министерството од 28 октомври 2025 година, времениот режим на овие две делници ќе се одвива во периодот 30 октомври 2025 година до 28 октомври 2026 година. Кога поезијата ќе се спои со хуманоста, добивката е двојна. Неодамна се одржа хуманитарна промоција на стихозбирката Мали нешта за големи дела на поетесата Елизабета Трајчевска-Ѓорчевска. Промовирана стихозбирката Мали нешта до големи дела од поетисата Елизабета Трајчевска-Ѓорчевска. Промоцијата беше од хуманитарен карактер во соработка со Младинскиот центар од Охрид и Сдруженијето Тајните на моето срце. Средствата собрани од промоцијата се наменети за деца со посебни потреби. Во фокусот на незините книги е човековото постоење, духовноста и улогата на жената. Тематиката е љубовна, духовна и надежна. Првата стихозбирка јас почнав да пишувам на 33-та година и од тука, значи поврзано е, како што реков, со манастирот Света Петка Велгошти и од тука, како сите се нижат, како бисери, една по една песна, како Гердан. Така тематиката е на нашето постоење и севкупно и Исусовото постоење, на нашето постоење што сме она сега. Втората стихозбирка Дрвото на животот, тука е како што се прикажувам, како се прикажува жената тука, како еден понежен пол и е таа гранката на мажот, на столбот на куќата. Таа е десната рака. Третата стихозбирка е Мали нешта до големи дела, каде што тука од нешто мало, од зрно песок, од прашинка, настануваат едно нешто големо, што човекот може да го состави. Четвртата нишки од дното на срцето, тие нишки допираат до секој човек на срцето и на душата. Тие се поемотивни, потешка поезија е, која е од онај, да речам, е опфатено и нешто нишка, ето како искаено со разбој, да го наречам. Она народната наша носија, па она старото наше што биле, да речам, од баби и од дедовци, со житата ожнејани со рака, со оние другите покосени треви на ливадите, мирисот на ливадите, на цветовите, и така тоа малку да допри до читателите, да се подсетиме малку во минатото на она што сега веќе мислам дека е изумрено и заборавено. На авторката ова е трета стихозбирка, а веќе ја подготвува четвртата. Незините дела се наменети за лица над 18 години. Трета стихозбирка, следите и четврта, што се надевам дека овој месец и следниот месец ќе излези од печат. Името е Нишките од дното на срцето. Инспирација не дошла така по себе, него најголемиот виновник е мојот професор Вангелко Лозановски по македонски јазик. Од тука започна се, од градот Охрид започна се, од Велгошти, од манастирот Света Петка. Хуманитарната промоција на стихозбирката ќе се одржи на Факултетот за информатика и на Факултетот за туризам во две средни училишта, а на 12 ноември ќе се заокружи со промоција во Центарот за култура Григор Прличев. Основните училишта во Струга се снабдени со нафта за грејење. Сите основни училишта во општина Струга се снабдени со доволна количина на нафта за грејење во пресред на почетокот на зимската сезона. Со овој чекор општината обезбедува соодветни услови за одвивање на наставниот процес и престојот на учениците во топли и безбедни простории. Снабдувањето е реализирано на време, согласно планот одобрен од општината, а директорите на училиштата потврдија дека резервите на нафта се доволни за предстојниот период.
Согласно програмата за поттикнување на потрошувачка на свежо овошје за 2025 година, објавена во службен весник од 7 февруари оваа година, околу 38.000 деца од сите градинки во државата ќе добиваат домашно и квалитетно овошје. Издвоени се 40 милиони денари за набавка на околу 880.000 килограми домашно овошје. Во текот на 3 месеци секој дете ќе добива 1 килограм овошје неделно, односно по 2 вида овошје неделно, кое ќе се конзумира во градинките како дел од дневната ужинка. За прв пат се предвидени и количини на овошје од органско потекло, што представува дополнителен квалитет во исхраната на најмалите. Оваа програма представува инвестиција во здравјето на најмалите, градење на навики за здрава исхрана од најраната возраст и конкретна поддршка за македонските земјоделци. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.